издание. На повидок нови тензии. Американската морнарица објави снимка на која се гледа како ирански воен брод отстранува неексплодирана мина од еден од танкерите. Бевме на сајм за иновативно домување. Метални сандаци претворени во ефтини и функционални куки. Како изгледа живеењето во нив? Боксерската легенда Мухамед Али се плашеше од летање, а во родниот Луисвил доби аеродром по неговото име. Ке ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Американската морнарица објави снимка на која се гледа како ирански патролен брод отстранува неексплодирана мина од еден од танкерите што беа нападнати во Оманскиот залив. Следи пакетот вести. Еден од танкерите бил норвешки, а вториот бил во сопственост на јапонска компанија. Снимката покажува дека екипажот од иранскиот патролен брод ја отстранува мината од јапонскиот танкер, додека норвешкиот е веќе во пламен. Американскиот државен секретар Майк Помпео го обвини Иран за инцидентот. Оваа проценка се темели на разузнавачки сознанија, рече Помпео. Заминува Сара Сандерс, порпаролката на Белата куќа. Таа за неколку недели ќе ја напушти позицијата и ќе се врати во незината држава Арканзас. Председателот Доналд Трамп го пофали незиниот досегашен ангажман и додаде оти се надева дека таа ќе се кандидира за гувернер во Арканзас. Сандерс беше едно од најзначајните соработнички на Трамп од првиот ден откако тој стана председател. Канадскиот кошаркарски тим Торонто Рапторс го прославува првиот шампионат во Националната кошаркарска асоциација НБА со тесна победа на домашен терен над бранителите на титулата Golden State Warriors. Навивачите синоќа во Торонто ја прославија историската победа од 114-110, а Рапторс стана првиот тим надвор од САД кој го освоил НБА шампионатот. Рапторс победи во серија подобар од 7 надпревари со 4 наспроти 2 победи. Председател Доналд Трамп доби двопартиска поддршка од Конгресот, зашто застана против трговската пракса на Кина кон САД. Майкл Бауман известува од Капитол Хил. На неговото прво обраќање до Конгресот, Кина беше голема тема за председателот. Изгубивме 60.000 фабрики откако Кина се приклучи на Светската трговска организација. И уште зборува за тоа. Што туку објавив дека ќе изголемиме тарифите за Кина и нема да попуштиме додека Кина не престане да ги мами нашите работници и да краде наши работни места. Предходните администрации исто така не се согласуваа со трговската пракса на Кина, од манипулација на валутата до преплавување на пазарот со ефтин челик. Нема да трпиме нашите идеи и технологија да бидат крадени и нема да трпиме нашиот народ да ги губи работните места заради нефер конкуренција. Мора да сториме нешто во врска со Кина, зашто во спротивно Америка нема да биде економски силна 10 или 15 години од сега. Се согласувам со председателот кога се работи за признавање на предизвикот од Кина за САД. Некои републиканци признаваат дека Трамп ја натерал нивната партија да се справи со Кина. Искрено, многу членови од мојата партија предолго беа кинески гулаби, фокусирани главно на бизнис релациите со Кина. Мислам дека работите многу се променија последниве 3 години. Но и покрај тоа, воведувањето даноци и предизвикување трговска војна алармираше многумина републиканци. Едно од 5 работни места во Ајова е директно поврзано со трговијата. Поставувањето на нови пазарни бариери со тарифи и квоти не може да биде долготрајно решение. Некои демократи не сакаат трговски војни со американски сојузник. Сите тарифски војни со Канада, Мексико, Европа, Јапонија немаат смисла. Треба меѓународно да бидеме обединети за да се спротивставиме на Кина и мислам дека така ќе дојдеме до брзо решение. И републиканците сакаат решение колку што е можно побрзо. На крајот, никој не е победник во трговска војна ако нема договор, пошто тарифите исчезнуваат. Се надевам дека тактиката на Трамп води таму. Трамп постанува решителен на неговата трговска стратегија, која неодамна ја нарече добра алатка за преговарање и создавање профит. Куќа што може да се изгради за 3 дена и да биде испорачена каде било низ САД. Тоа можеше да се види на сајмот за иновативно домување што се одржа во Вашингтон. Анета Шијакова беше таму. Оваа куќа се гради во фабрика. Се пакува во кутија, а потоа со камион или брод се доставува до финалната локација.
Welcome to Boxable. Американската компанија Boxable разви така наречена универзална градежна кутија. Тоа е првата масовно произведена систематизирана градежна единица во светот, која деновиве беше представена на Националното шетариште во Вашингтон, каде се одржа сајмот за иновативно домување. Оваа градежна единица спакувана се исплеќа со брод на секаде низ светот, може да се гради во секој архитектонски стил што ќе го посакате. Се работи за прототип кој се уште се развива. Идејата е на пазарот да се достигне цена, што е за 30 до 40% пониска од класичната градба на објект со иста големина. Иновациите во градежништвото не се нова работа, но од компаниите велат дека мотивот е од социјална природа. Имаме криза поради недостиг на достапно домување. Со новите технологии постигнуваме пониски трошоци, подобри цени. Ова е и во интерес на природата. Со овие машини се поставува инфраструктурата во градежништвото на начин кој не е инвазивен за околината. Овие куќи се градат во само неколку денови. Целиот процес се одвива во самата фабрика, така што во процесот на производство не се губат денови поради лоши временски услови. Овие куќи се поевтини од класично изградените. Например, оваа куќа од 92 квадратни метри чини $65,000. Куќите се енергетски ефикасни, а многу внимание се обрнува во нив да има доволно природно светло. Многумина кои посекуваат нов дом го посетија сајмот на Capitol Hill. Не очекував многу, но кога влегов натре, многу ми се допадна. Одлична кујна, 2 бањи, 92 метри квадратни е совршена големина, особено за семејството со 1 или 2 мали деца. Најскапата изложена куќа на сајмот чини $160,000, што сепак е достапна цена на американскиот пазар на недвижнини. За илустрација, просечната цена за куќа во Вашингтон е $573,900. Куќа на подобра локација чини над $1,000,000. За оние кои немаат длабок джеб, ова е надеж. Ова е мал дом од 32 квадратни метри и е натркала, значи подвижене. Во него се сместени 3 спални, дневна соба, кујна и бања. Чини од $50,000 до $70,000. Компанијата ги промовира овие куќи како брзо решение за области погодени од природни катастрофи како пожари и поплави. Боксерската легенда Мухамед Али имаше страф од летање. Сепак неговиот роден град Луисвил реши да го преименува тамошниот аеродром по неговото име. Алан Бурхан има повеќе. No fight. Never worry about fights. What do you worry about? Nothing really. Only bad airplane flights. No fights. Велат Мухамед Али немал страф од ниту еден боксер, но стравувал од нешто друго. Помислувам дека авионот ќе се преполови и се прашувам зошто морав да брзам. Можев да земам автобус. О Господе, ако ми извадиш од овде следниот пат ќе одам со воз. Беше познат по неговиот страф од летање. Се плачеше од летање, беше познат по тоа, но ви тврдам, во рингот немаше никаков страф. Иронично, името на Али денес е дел од светот на авиацијата. Сметавме дека ќе биде соодветно да додадеме објаснување. Во ред, Мухамед, именуваме аеродром по тебе. Време е да го надминеш стравот од летање. Локалните власти на Луисвил во јануари изгласа да го преименуваат тамошниот меѓународен аеродром според нивната легенда. Составивме комитет што се сретна повеќе пати. На средбите стана јасно дека треба да му се оддаде признание, така што аеродромот ќе биде именуван Луисвил Мухамед Али. Али беше познат и како активист кој премина во ислам. Беше обвинет дека избегнал регрутација за време на Виетнамската војна. Председателот на центарот Мухамед Али верува дека преименувањето на аеродромот е одавање почит кон него. Сакаме луѓето да разберат зошто е преименуван аеродромот и колку е тоа значајно за центарот, за семејството, за нацијата и за светот. Али беше роден во Луисвил. Таму порасна и беше погребан во 2016. Овој град во Кентаки и натаму го слави човекот што стана глобална икона. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Тоа беше се за оваа недела. Продолжете да не следите на нашата интернет страница и на социјалните мрежи. Пријатно!